Почитувани гледачи, добар ден. Време е за отвореното студио на телеканал А1. Ноември е месец на машкото здравје и за таа цел денеска решивме да ги информираме мажите за основните здравствени проблеми и симптоми со кои тие се соочуваат. Годишно од рак на простатата, која е на второ место по смртност кај мажите во Македонија, заболуваат околу 70 нови пациенти, а дури 90% од нив се откриваат во доцна фаза, кога и целосното излекување на болниот е речиси невозможно. Оваа болест ги погодува мажите по 50-та година. Во земјава дури 2/3 од болните кои добиле рак на простатата се мажи постари од 65 години. Од разговорот со доктор Горан Јовик, хирург-уролог, денеска ќе дознаете се за заштита на машкото здравје, односно за тоа што е простатата и како се доаѓа до нејзино малигно и бенигно заболување, кога треба мажите да почнат да посетуваат уролог и дали всушност и помладите мажи треба да посетуваат уролог. Повеќе во продолжение. Значи, отплика да кажеме некоја граница просечна возраст, па ајде над 40-та година во животот. Прво беа границите некаде до околу 50-та година во животот, но во последно време границите ја смаливме, ја симнавме малку поради најверојатно поради начинот на живење, така да и границата ја симнавме малку за помлада возраст, некаде околу 40-та година, би требало секој, значи маж веќе после 40-та година, барем еднаш по годината да... Веќе повозрастните и доаѓаат, затоа што веќе ги почнуваат симптомите, почнува квалитетот на живот да слабее, со тоа се веќе они и приморани да се јавуваат на лекар. Но повеќе малку и за помладата популација, бидејќи обично кај нас се уште постои она, добро, рано ми е мене, јас немам толку години, можам да чекам уште и така, обично се тие оние одговори и изговори кои сами на себе си ги одговараат пациентите и на тој начин го избегнуваат овој преглед. Пазите, не можеме да ги наречеме полови болести, него е болести на машката популација. Најчесто е во позните повозрастните години бенигното зголемување на простатната жлезда. Значи, малтене тоа е неминовно, бидејќи бенигното простатно зголемување на машката жлезда е предизвикана и главен кривец е хормонот тестостерон, машкиот хормон. Ова се откри уште пред многу години, кога во турските хареми, евнусите, кои ги чувале во жените во харемите, они биле кастрирани. И со самата кастрација имало отсуство на машкиот хормон тестостерон. Се испоставило да евнусите никогаш не заболеле од простата. И секогаш било прашањето зошто оваа група на луѓе не заболуваат од простата, додека малтене сите други мажи веќе во тие позни години ги имаат симптомите и го имаат симптомите на болест. Со тоа се испоставило дека главен виновник за бенигното зголемување на простатната жлезда е хормонот тестостерон, кој доаѓа на нивото на капсула на простатата, каде под дејство на еден ензим се претвара во дихидротестостерон, а тој е уствари главниот кривец за бенигното зголемување на простатата. Иначе морам да спомнам, простатата е машка жлезда. Значи, има исклучено само кај мажите. Доста често прашање добиваме од жените, докторе, можете ли да ми ја прегледате простатата? Затоа и ова го напомнувам за гледачите. Машка жлезда која се наоѓа во малата карлица, непосредно под мочниот меур, околу мочниот канал. Значи, она со нејзино зголемување
почнува да го обструира, притиска мочниот канал, знае да го искриви, извијуга, да го намали фитонат излезниот отвор на мочниот канал, фитона цевката го намалува. Со тоа протокот на урина се намалува и почнуваат симптомите и Како што претходно спомнавме, ноември е месец на машкото здравје. Со цел да се сврти вниманието кон еден од најчестите здравствени проблеми кај мажите, ракот на простатата, иницирана е акцијата Моември, на која мажите пуштаат мустаки со цел да ја подигнат свеста за оваа болест. Иницијативата за прв пат била спроведена во Австралија во 2003 година, но за многу кратко време станала глобална. Веќе петти пат оваа иницијатива се одржува и во Македонија преку Превентус, Сдруженијето за здравствена превенција и социјална заштита, на која мажите добиваат бесплатни прегледи. Преку оваа иницијатива, која веќе 13 години функционира на светско ниво, се донираат средства за истражување и лекување не само за рак на простатата, туку и рак на тестиси и ментално здравје. За инфекции и рак на простатата слушаме од разговорот со доктор Јовик. Инфекциите може да бидат примарно заболување, но и пропратно заболување. Најчесто некогаш и преку самиот инфект, зачестен инфект, откриваме некои други болести во позадина. Па обично доаѓаат поради симптоми често мокрење, печење при мокрење, често ноќно станување, крв во мочка и така. Направиме уринокултура, го откриеме причинителот, да кажеме бактерија причинител, ја лекуваме таа бактерија, но секогаш треба да мислиме да во позадина може да постои и некое друго заболување. Па уринарната инфекција е само како секундарна работа во целиот тој процес. И затоа напоменувам апел и до матичните доктори, секогаш кога ќе им дојде пациент со уринарна инфекција, обавезно да мислат во позадина и на некое друго заболување. Последиците може да бидат големи, затоа што конкретно да спомнеме простатата, машката популација, неодење на преглед, непроверување, неконтролирање, многу често знае да од бенигна хиперплазија малигнизира тој процес, што значи да се појави карциноматозно ткиво, кое, ако се открие на време, денеска, можеме да кажеме 100% излечено, но само на времено откривање. Веќе во закаснување може да се случи она кое на крај би можеле и да го откриеме, само да креваме рамена, бидејќи може да бидеме. Морам да напомнам и ова дека во последните години, поготово кога почна она акција во ноември месец, мувембар, кога сите мажи нели пуштаат бркови и така, се подигна малку само свеста кај луѓето за поста на уролог. Фактички оваа акција и сето ова потекна баш поради тоа да мажите почнуваат редовно да посетуваат уролог. Со тоа и се потекна во последниве години да и бројката на мажите кои дошле на лекар е зголемена во процент да кај оние мажи кај кои доаѓаат на лекар практично без симптоми. Значи едноставно доаѓа на лекар, се обраќа со она да докторе, мене не ми е ништо, немам никакви симптоми, чисто сакам едноставно само рутински преглед.
Редовната посета и консултација со уролог е од големо значење за машкото здравје. Според доктор Јовик, мажите тоа треба редовно да го прават заради превенција, дури и тогаш кога немаат никакви симптоми. Во ова отворено студио ќе имате можност да слушнете нешто повеќе и за неплодност кај мажите. Да погледнеме. Неплодноста кај мажите влијае, например, еден ненавремено откриен крипторхизам. Крипторхизам е вродена аномалија кај која имаме неспуштени тестиси во скротална кеса. Значи, нивно, ненавремено спуштање доле во скроталните кеси, понатаму во животот може да предизвика стерилитет. Потоа, стерилитет може и заболувања да предизвикаат стерилитет. Например, паротитот, заушките. Малтене сега е машката популација заштитена, бидејќи постои вакцина за паротит и децата редовно се вакцинираат, но во многу промашени, имам доста промашени генерации, поготово во постарите, поранешните години, кога не постоева вакцината, не се вакцинирале децата, не било обавезна вакцинацијата, промашено дете за вакцинација, заболување од паротит исто така може да предизвика еден стерилитет. И уште многу икс други заболувања кои на крај исходот, крајниот исход е стерилитет. Поради тоа и ова сега повторно апел, еве и до гледачите, да редовната контрола и редовниот уролошки преглед колку многу може да значи и за понатаму во животот. Значи не само кај мажите во позните години, него почнувајќи од детската возраст. Кај мажите редовна тоалета. Редовна тоалета со неиритирачки средства. Значи тоа се со овие медицински сапуни, беби сапуни, ништо друго посебно. Секогаш да се обрне внимание на присуството на габичките и нивно навремено лекување, затоа што и они може понатаму на нив како секундарна инфекција да се накалеми бактериска инфекција и да направи понатаму кои болести. Во главном се бактериските инфекции, да кажем, ајде како најбаналните инфекции, но тука во доста е зголемен процентот на хламидијата, зголемен на микоплазма, уреаплазма, исто така ова се еден вид на тоа се рикеции или нешто помеѓу бактерија и вирус кои понатаму знаат да предизвикаат пореметување на спермограмот, пореметување на квалитетот на сперматоцитите, да предизвикаат стерилитет или да дојде до несекојно уништување на плодот или кога може да се пренесе и на плодот и така. И поради тоа е истото ова. Па да, видите, новините ставно ги има и ние во главном се трудиме да го пратиме светскиот тренд. Морам да признаам и да кажем дека во установата во која јас работам, во Филип II, секогаш ги пратиме светските трендови, така да во главном сме на едно така завидно. Причинителот едноставно е непознат, не знаеме зошто простатната жлезда почнува да малегнизира. Но е многу битно навремено откривање на постоењето на малигните клетки во простатата. Затоа е потребно еден обичен, нормален, редовен уролошки преглед, редовна контрола на туморскиот маркер на простатично специфичниот антиген или ПСА, попознат меѓу луѓето, и
да сето ова не упати да евентуално, ако се посомневаме на некој малигни процес во простатата, тогаш и него мораме да го докажеме, а малигниот процес во простатата се докажува со трус биопсија, што значи во превод е кратенката трус, тоа значи трансректален под водена биопсија под ехо, трансректално, кога се зимаат примероци од простатичното ткиво и понатаму се проследуваат до патолог, од каде го добиваме повратно патохистолошкиот наод, а со тоа и веќе ја имаме диагнозата на маса и понатаму веќе едно најчесто успешно лекување на карциномот на простата доколку се открие. Морам да кажем дека прегледот не е страшен. Ајде еве да објасниме како изгледа еден прв уролошки преглед. Значи, пациентот доаѓа на лекар, се зима една комплетна лабораторија, комплетна една биохемиска анализа и се проверува ПСА, простатично специфичниот антиген. Веќе кога ги имаме овие резултати на маса, почнува физичкиот преглед на пациентот. Прво се прегледува ректално, значи дигиторектален преглед и потоа еден ехо ултразвучен преглед. Кога се на ехо се гледа, значи комплетно уринарниот систем кој е составен од буврезите, мочниот меур, простатата, се мери волуменот на простатата, се мери рест урина, што значи дали и после мокрење ни заостанува урина во мочниот меур, и со тоа отприлика се завршува тој првичен преглед. Овој првичен преглед ќе ни покаже дали да останеме на ниво на него или ќе мораме да одиме со некои по-специфични испитувања и понатаму. Доколку е севоред и ово остануваме на овој преглед, со тоа да со пациентот се видиме во наредните 6 месеци или години. Колку мажите во Струмица внимаваат на своето здравје, дали посетуваат и се консултираат со уролог и дали се запознаени со иницијативата Моември, ќе дознаете од анкетата во продолжение. Дали знаете дека постои иницијатива наречена Мовембер, на која мажите пуштаат мустаки со цел да ја потикнат свеста за рак на простата кај мажите? Тука имам нешто начуен, само недоволно информиран. Што мислите за оваа иницијатива? Дали е добро? Да, во секој случај ја поддржувам. Значи, добро е се што е во врска со здравјето да потекнуваат иницијативи од било кој и на било кој начин да се потекнуваат иницијативи, да можат да и мажи и жени сите да може да се здравјето да може да се го превенират. А дали сте посетувале уролог да се консултирате еве за вашето здравје? Да. Редовно си правам контроли, значи. Уролог, интернисти се. Така. Дали би препорачали и на другите мажи? Секако. Секако нека се најде модус или форми за на некои граѓани што се од сите, од секој ранг што се вика, значи да можат бесплатно, најдобро би било бесплатно да бидат контролите, да може да се ги извршат. Секој заинтересиран граѓанин, без разлика, значи машко или женско, значи битно е тоа да им се овозможи на граѓаните. На тој начин би постигнале поголем ефект. Значи самата иницијатива ќе се добие публицитет на некој начин и здравјето секако ќе се биде редовно проверувано и така. Ноември е месец на машкото здравје. Не знам, не ме јавам. Не сум баш чујал, баш ноември месец да. Дали вие редовно се грижите за вашето здравје, дали посетувате уролог? Да, посетувам.
А дали знаете дека постои иницијатива младите мажи пуштаат мустаки со цел да ја потекнат свеста за рак на простатата кај мажите сега во ноември? Не знам за тоа. А што мислите за оваа иницијатива? Дали е добро да се подигне свеста за рак на простатата кај мажите? Свеста треба да се подигне, точно. Ние од 50 години нагоре веќе пиеме пчина, вечер се бајле и треба. Дали вие би им препорачале на мажите да редовно да прават контроли за да се Да. здравје? Порачувам на сите мажи од 55 години нагоре редовно контрола. Јас секој 6 месеци кај уролог. Јас сега на 16 имам закажено пак, обавезно. Месец на машкото здравје. Па, да. Дали вие редовно одите на уролог да се грижите за вашето здравје? Па до сега немам проблеми и не сум имала и немам потреба да одам. Знаете ли дека постои иницијатива на која младите мажи пуштаат мустаки со цел да ја потекнат свеста за рак на простатата кај мажите? Па на телевизија имам слушам и видено, да. Што мислите за оваа иницијатива? Дали Па е добра? не е, секоја иницијатива е добра. А дали би им препорачале и на другите мажи редовно да одат Секако, на уролог да се контролираат? секако. Почитувани гледачи, тоа беа сите информации поврзани со машкото здравје. Се надевам дека она што имаа можност да го слушнат денес ќе ги поттикне мажите подобро да се грижат за нивното здравје и редовно да посетуваат уролог. Со нови содржини и нови информации се гледаме повторно во наредното издание на Отвореното студио. Останете со програмата на телеканал А1. Довидување.